Неотповиклива оставка од морални причини. Градоначалникот на Ново село Боро Стојчев, кој се уште се наоѓа на издржување затворска казна, својрачно го извести Советот на општината дека се повлекува од функцијата. Во јавноста се прошири фотографија од изјавата потпишана со денешен датум од градоначалникот во оставка, откако претходно еден ТВ објави дека општинската администрација веќе го очекува неговото известување. Оваа одлука не ја изненади ниту партијата, која по пресудата му ги одзеде сите партиски функции. Јавноста гласно негодуваше откако беше најавено дека тој се враќа на градоначалничката функција кога штипска апелација му ја намали затворската казна од 18 на 6 месеци, пошто матичната партија СДСМ го повика да си даде оставка. Веќе во понеделник Стојчев ќе ја добие одлуката на кривичниот совет при Струмичкиот основен суд, откако обвинителството побара тој натаму да остане за трешетки поради прекршување на условната казна од 2015 година. Тогаш тој бил осуден за проневера во службата и тоа за дело сторено пред 8 години, а условот бил да не го повтори делото до следната година. Токму поради ова неговиот адвокат очекува судот да го одбие барањето. За конкретниот случај не би можел да коментирам, но очекувам барањето да биде одбиено, бидејќи условот е тој да не го повтори делото за кое тогаш бил осуден, а сега му се суди за друго дело. Но дури да биде прифатено, што не очекуваме, имаме право на жалба. Изјави за еден ТВ адвокатот Ване Андреев, но и натаму останува дилемата како судот му ја намали затворската казна за 2/3 ако Стојчев се уште бил под услов, што се однесува до неговото кандидирање и победата на изборите. Од ДИК посочуваат дека немало ништо спорно во тој процес, бидејќи законот не дозволува кандидирање единствено на лица кои издржуваат или издржувале затворска казна, но не и условна. За потсетување, Боро Стојчев на 10 јули годинава со уште 4 други лица беше фатен како пренесува цигари од марката Калипсо пред македонско-бугарската граница. Му се судеше за кривично дело обид за пренесување непријавена стока, зашто од Струмичкиот суд доби казна од година и пол.